За да преживее договорот од Пржино, ги постави истите услови кои што ги поставија демонстрантите од така наречената шарена револуција. До 18 јуни Уставниот суд да се произнесе околу уставноста на специјалното јавно обвинителство и да бидат ослободени сите приведени демонстранти. И тоа Заев го наведе како услов за како што напоменав да преживее договорот од Пржино, рече дека Социјалдемократскиот сојуз е отворен за диалог во било кој формат, односно по укинувањето на аболициите од страна на председателот Ѓорги Иванов се отвара простор повторно за седнување на заедничка маса, говорејќи и за форматот на влада кој што е прифатлив за Социјалдемократскиот сојуз. Заев рече без разлика дали таа ќе биде со истите министерски места кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз, дали ќе биде експертска, техничка или како и да се нарече, таа според него, според Пржинскиот договор, треба да почне, односно да биде на сила 6 месеци пред одржувањето на изборите, што значи дека доколку веднаш биде оформена, изборите не би можеле дури ни во октомври да се одржат, бидејќи од денеска до октомври има помалку од 6 месеци. Договорот од Пржино е многу јасен. Вели 100 дена за минување на премиерот и доаѓање на нов премиер. 6 месеци организација на влада за исполнување на условите и организирање на изборите. Таму вели од 20 октомври до 24 април. Тоа се 6 месеци. И апсолутно договорот од Пржино е договорот од Пржино. И ние мора да го почитуваме. Случај ако се случи крајот на октомври да има избори, од денеска нема 6 месеци. Но тоа значи од договор веднаш да продолжи организација на влада на некаков формат, за да час поскоро се исполнат самите услови. Од тука остануваме на тие аспекти кои што веќе ги кажав за можните комбинации на организација на влада за изборите. Според Заев, таа влада која што ќе организира избори треба да го опфати и периодот во предизборието и самата организација на изборите, а спомена дека повторно би можело да биде на сила и активната регистрација на гласачите. Значи, таа влада која што би ги организирала изборите треба да го има легитимитетот за целиот и предизборен и изборен процес. Што се однесува до аболицијата, Заев рече дека правдата мора да биде еднаква, односно правдата мора да важи за сите. Го поздрави укинувањето на аболицијата за сите 56 лица од председателот Ѓорги Иванов, нешто што, како што најави, опозицијата го апелирала и го најавувала целиот изминат процес. Запрашани за аболицијата од 2008 која што него го иззема од одговорност од 2008 за случајот Глобал, Заев го повика председател Ѓорги Иванов доколку постои уставна и законска можност тој да ја укине и ова аболиција, да го погледнеме и овој дел од изјавата на Заев. Го повикувам Ѓорги Иванов. Ако постои уставен и законски можност да ја укине аболицијата, дадена пред 8 години за случајот Глобал, тоа веднаш да го направи. Да сумираме уште еднаш, Заев ги постави истите услови кои што вчера ги посочи демонстрантите до 18 јуни Уставен суд да се изјасни за специјалното јавно обвинителство, ослободување на сите притворени демонстранти од така наречената шарена револуција, организирање на формат на влада која што во наредните 6 месеци би организирала предизборен и изборен процес за да се спроведат фер и кредибилни избори, и повик до председател Ѓорги Иванов доколку постои уставна и законска можност да се укине и аболицијата за случајот Глобал од 2008.